добро вечер. 81-ва епизода на Cyber Команда, трета сезона. Веќе загазивме длабоко. 21:30, регулар, сабота на вечер, Инфомакс YouTube канал, Facebook, TikTok, MikTok, све живо, сите можни социјални мрежи. Благодарам за гледаноста, благодарам за комуникацијата, благодарам за сугестиите, благодарам за информациите, многу информации стигаат од сите страни. Имено сите вие препознавте дека само ние овдека работиме без компромис, објавуваме се што се случува како проблем, ги лоцираме, детектираме работите кои што слободните новинари не ги објавуваат, не ги интересираат, односно и тоа го објаснивме во вторникот во Тешки муабети, се работи за една системска корупција од која што и новинарите, големите медиумски куќи, пред се телевизиите кои што зрачат национално се дел. Значи тие се дел од проблемот, а не решение. Се разбравме. Дел од проблемот, а не решение. Во секоја држава, секаде кај што има слободно уредување, демократија и посебно слободни новинари, слободен прес, сите новинари би трчале за вакви информации какви што ние ги објавуваме и не би му давале да диши на мицко, прашувајќи го за сите работи кои што ги прават, а се или на граница во сива зона или надвор од законот. Меѓутоа, тука новинарите се возат со него во чартер авиони, како инаку би го виделе Орбан или Будимпешта, и задоволни од сето тоа што се прошетале и биле на бесплатен шопинг, нормално дека нема да го прашуваат колку чини авионот. Ние прашуваме. Значи, во оваа епизода имам вака сериозни информации за вас, кои што само укажуваат на една распрденост, на една неурамнотеженост. Овие информации кои што се појавија оваа недела, кои што нели ги добивме со чачкање по интернет, со свиркачи и така натаму, покажуваат дека власта губи осет со реалноста, дека сметаат дека може да прават што сакаат. Седнувањето во позициите, кабинетите, фотелите во кои што се сега го сметаат очигледно за наследено право. Добар дел од нив мислат дека веројатно сме и у систем на монархија. Ке ви објаснам за што се работи. Бидејќи весмерото и сесмерото не толку, ама слично, горе-доле партиите се во монархиско уредување, значи на врв стои човек кој што не можеш да го предизвикаш со ништо, не е ограничен од ништо, под него има втори, трети ешелон кои што се зависни од него, може да ги упише или испише со подпис и печат кој што се кај него во канцеларија. Значи, он има едно типично монархиско владење со партија. Значи, во партијата нема различни гласови, не е дозволено фракционерско размислување, секој што мисли различно е непријател, предавник, нели? Не е член веќе, не се упишал, го испишуваат, го бришат од евиденција у партијата, го ревидираат сајтот, те снемува дека не си постоел и така натаму. Тоа е монархиско уредување на партија. Од озгора дополнителна корупција е што со Заевци се договорија на времето народот да ги финансира тие мали монархии внатре во партискиот систем на Македонија. 3 евра и нешто е глас, значи сте гласале за партијата и сега државата и плаќа на партијата затоа што вие сте гласале. Значи 4 години ќе си добијат од секој од вас по, да речеме, ако е околу 3 евра, 12 евра. Значи вие сте гласале за партијата и со вашиот глас сте и дале на партијата во наредни 4 години и 720 денари. Значи тоа е една сериозна корупција во едно монархиско устројство, но поентата ми е друга. Таа корупција, таа непредизвиканост, значи он 7 години седи на трон, губи избори, нема проблем. Се случува проблем во државата, друг е виновен. Некој нешто кажал, го снемало, го избришале. Некој се побунил, пуштиле подземја, тепачи и така натаму. Значи, имаше доволно време ментално устройство на монарх да зацврсне. И сега доаѓа во државата. Што мислите, наградно прашање, како ќе се однесува, као демократ или као монарх?
Убеден сум дека одговорот го знаете. Повеќе од ясно е дека оној што вас ве критикува, дека сте јаделе дома 15 грама цреши и тоа било невообичаено за кошничката, потрошувачка, која што не смееше да ја нарече божична, па ја нарече новогодишна, заради влемовци, овие што дивеат, нели, дедуизацијата се претвори во влемизација и дегенерација, но за тоа или подолу или во друга епизода. Значи, вас ве обвинуваше дека многу ви се 15 грама цреши, меѓутоа, ние откривме дека набавката која што ја направиле, не само што има цреши, има папаи, манга, аспарагуси, нормално се е прва класа, има 500 кила ореви, 600 кила банани. Меѓу другото, никој досега не спомна дека бананите у набавката што ги направила владата се околу 100 денара кога ќе се пресмета ДДВ. А бананите во маркетите коштаат 70 денари. И тоа во маркетите се со заработка. А владата ги набавила скоро 50% поскапо од она што е во маркетите. Некој прави разлика? Кој? Меѓу другото, да продолжам со монархистичкото размислување. Господа, па зошто имате по 150.000 денари плата? Па купете си 1 кило банани, бе. Купете си 1 кило месечно ореви, цреши, манга, ќе потрошите 4-5.000 денари. Ама не, требало да дојде од озгора трошокот, односно нивното исхранување со високи нутриционистички квалитети и единствено со прва класа, треба да дојде преку буџетот, односно да го платиме ние. Еве што кажа на таа тема во петокот, односно вчера, господинот лидер, другар, пријател, братучет, најбољи комшија во мало и најбољи премиер меѓу премиерите монархисти во целиот свет. Може уште едно прашање, господин Мицкоски? Да. Во јавноста имаше голем број реакции околу набавките во владата. Имаше, да. Вие во една прилика рековте дека цреши Ние не ги јадете, отворивме. меѓутоа има поприлична сума за набавки во владата. Дали се точни овие набавки и сметате ли дека многу се троши од парите на граѓаните? Не знам јас. Тука пауза. Значи, легитимно прашање, дали сметате дека многу се троши? Еве и јас прашувам. И цел народ прашува, господин Мицковски. Дали многу се троши? Ја и одговор ќе дам. Да, многу се троши. Вие критикувавте. Вие правевте пресконференции против набавките на Шекеринска. Бадемчиња, лешничиња и такви работи. А сега набавувате уште повеќе од тоа. И од озгора на се сте нервозни, никој не смее да ве праша. И уште па од озгора на се не знаете дали е таква набавката. Па кога ќе ви стават на маса бадеми, грозје, цреши, папаја и манго, не се запрашувате од кај дојдоа? Или мислите дека можеби некој загрижен граѓанин да не ви попушти крвната слика, напунил кеси и ви ги донел гратис сите тие продукти? Страшно. Значи ова што се случува е повеќе од страшно. Ова сликува еден опасен ментален склоп. Не знам јас дали се тоа точно или не се точно, ќе ги проверам и ќе ви дадам одговор, но прочитав јас во некои медиуми дека се набавени 600 килограми банани. Јас банани не јадам конкретно, но ќе го проверам сето тоа дали е така, но ако е целта да најдеме нов начин и нова формула во владата, ако може на воздух да се живее. Нова формула во владата како се живее? Јас сметав дека во владата се работи. И за тоа што работите, ви плаќаме по 150.000 плати. Плати за кои што кукавте и лажевте дека ќе ги вратите назад. Памтите она 78% зголемување за кое што направивте тајно кворум во собранието, не се побунивте, ај СДС нека бидат виновни. Ама СДС одамна замина. Заслужено замина и таму се кај што требаше да бидат. Ама нели вие подобри? Нели вие домакини? Нели вие народна партија? Нели вие се грижите за народот? Ќе ги намалите трошоците и така натаму. Видовме. Со големината на буџетот покажавте колку се грижите за намалување на трошоците.
Еве, јас ќе ви кажам дека сега сме во месец на рамазански и великденски пости. Внимаваме каква храна конзумираме, конкретно јас постам, знам дека голем дел од колегите и од христијанска православна вероисповест и од исламска вероисповест постат и ги почитуваат овие пости. Сега, една работа не ми е јасна. Вие кога постите, народот треба да плати и за вашиот пост? Многу христијански, многу муслимански, браво. Значи, вие, пошто така покажа премиер, ја постам, па тоа е ваша приватна работа, бе, господине професор, доктор, премиер. Македонија е секуларна држава, ако сте забораиле. Значи, религијата и државата се одвоени. Религиското чувство е приватно чувство. Не може да биде дел од владата или дел од кабинет некој таму. Затоа што вие сте гладни во време на великденски или рамазански пост, имате плата, јадете си дома или направете си сендвич од дома. Така ќе покажете дека сте дел од народот, дека се блиски со народот. Инаку ова вака е само потврда на монархистички начин на размислување, дека сте дошли на позиција од која што крвнички може да правите што сакате и само некои медиуми тамо нешто дрндаат, тама кој ги шиша, корумпирани се медиумите, големите телевизии и ги имаме под свое. Еве како размислуваат обични луѓе и како преживуваат. Да речеме студентите, кои што на ден имаат 140 денари, а пеката и слични ко пеката, знаете како изгледат, имаат 30 и нешто пати поголема дневница, значи 4.500 и нагоре. Значи студентите цел месец со тие пари, а активните пратеници еден ден. Еве што размислуваат луѓето. Понашто го кажа пеката, практично еден ден на пеката, само за патни трошоци, македонскиот граѓанин го чини 4500 денари. А студентите и овој месец ќе земаат само 140 денари дневно. Овде мала пауза. 140 денари е четврт бурек, јогурт и евентуално сокче или флашичка вода за цел ден. 140 денари е пола сендвич седмица. Или 2/3 сендвичу поевтина сендвичара. 140 денари не е ни пола кило манго. 140 денари е кило и пол банани по вашите набавни цени. Ама тоа народот треба да го плати. Бејќи вие сте врховен авторитет, незаменлив и без вас ќе пропадне државата. Значи со 140 денари студентите 140 треба да денари? поминат денот. Ако земеме Да во го поминат предвид денот. дека просекот на оброци е некој 2 до 3 оброка, значи тие треба да имаат 2 до 3 оброци во денот со 140 денари. Нели мислите дека ова малку мизер? Што вреди повеќе пеката од едно дете кое што се запишало на факултет да се стекне со високо образование, да создаде нешто повеќе во оваа држава? Што вреди пеката? Или Миле Левков? Или па било кој пратеник во собранието на Република Македонија? Иднината на оваа држава вреди 140 денари на ден. А овие кои што министерката, како кажа, морале да живеат достоинствено и да се зачува нивниот стандард и да бидат почитувани, Да бута. пратениците заслужуваат Се да 4500 гнетат. на ден. Не ли Да. мислите дека ова малку срамота? И зошто, например, министерката Гордана Кошовска-Димитриевска вика пратениците треба да бидат апсолутно привилегирани. Зошто да бидат пратениците апсолутно привилегирани? Што се они толку паметни, битни и без нив не се може, па да бидат апсолутно привилегирани? Кој треба да биде апсолутно привилегиран? Пеката? Што тепа народ? Што пцуе, што колне? Миле Левков? Што е направен пеперутку 10 саат са бајле? Оној што крадал струја и вода у Кавадарци? Или оној од Неготино? Што си ги сповработил цела фамилија по институции? Што нема земено збор? Пенков, Менков, како се викаш? Што направиле они за оваа држава, за мене, за тебе и за народов, па да бидат привилегирани? Зошто да бидат привилегирани? Донеле квалитетен закон, направиле ревизија на закони, носат закони со кои што сега ќе може да крадат без да има јавен увид во Гласачка тоа што машинерија. прават. Зошто да не бидат апсолутно привилегирани граѓаните, работниците, студентите, докторите, полицајците, војската, судиите и обвинителите, наставниците? Зошто тие да не бидат апсолутно привилегирани? А би требало тие да бидат, затоа што тие се државата.
Јас ќе го дадам одговорот. Овие се привилегирани затоа што од нивното прстенце дебелко и кратко зависи кој ќе гласаат 6,5 милиарди евра буџет. А во тие 6,5 милиарди евра буџет лежат многу банани, папаи, оревчиња, индиски, вакви, онакви, грицки, мицки, аспарагуси, прва класа потенцирано, не може ништо под прва класа. Лежат многу чартери авиони, лежат многу скапи хотели, лежат многу привилегии. Така што овие што се третиот ешалон, ако нели монархот е на прво место, па министрите, пратениците како трети ешалон, мора да бидат задоволени со барем по 2, 3, 4, 5.000 евра месечно, за да, па тоа е ништо однос на 6,5 милиарди, за да стискаат евра, 6,5 милиарди евра, за да стискаат, да кликаат таму и да ќутат и да викаат, добра, живееме ко бубрезило, што правиме? Ништо. Ако има прочитано еден од нив закон, ако знаат како се поднесуваат амандмани, тука да ме сечете. Ако знаат што значи читање во фази, ако знаат што значат европски знаменца, они знаат само колку чини мензата у парламентот, да е поевтина него на обичниот народ и да се нагнетат од сабајле до вечер да не може да одат. Е, тоа знаат. Не ми верувате, погледнете ги пред 5 или 10 години на слики. Погледнете ги пред да станат функционери какви се. Ненајадени дојдоа да гнетат. А студентите по 140 денари. На ден, не на оброк. И се од озгора на се вика, од воздух ли да живееме? Откако беше фатен со смркнати гаќи. Затоа што он зборуваше во парламентот дека не видел, не чул, дека се јадат цреши во јануари. И откако ги фативме, значи корпус деликти, документи има, нарачката ја објавивме. Погледайте во вторник емисијата. Па мислам и подоцна. Тешки муабети цела недела. Ја објавивме нарачката, целата спецификација. Сега што прават? Или викаат дека не знаат, значи он не знае, овој не знае, оној не знае. Никој не знае како владата нарачала 500 кила ореви и 600 кила банани. Затоа што ги фативме. Затоа што они во својот игнорантски однос сметаат дека народот е толку глуп што никад на никој нема да му текне да ја погледа или објави спецификацијата што они нарачуваат таму кога ни се смеат позади белите високи ѕидини, кога ни се смеат и кога викаат види ги селјациве, гази ги, толчи ги. Се најдоа со смркнати гаќи затоа што ги најдовме документите. И сега што прават? Прават измени на закон да се сокријат јавните набавки, да не бидат достапни. Ако се они поштени, до сега 100 пати ќе одговореа колку чинеа патувањата, ќе одговореа колку чинеше чартерот. Не, што вчера почна шуч, муч, 2,5-3 милиона бил чартерот, ама не кажуваат од која до која релација, пошто има најмалку 4 ноги авионот. Од Анталија до Скопје, од Скопје до Будимпешта, од Будимпешта до Скопје, од Скопје до Анталија. Тоа кошта, не иде на воздух. Па и 2,5 милиона по 4 е 10 милиона. И ја ќе импровизирам и ќе си кажувам моја математика додека владата не се одважи да каже колку чинел авионот. И исто така, дали требаше да се земе таков авион? И колку чинеше целото патување? За да остане трага, дај Боже и по судови, ама ќе има еден ден обвинителства кои што ќе истражуваат. Првото што беше кажано неделава кога ги начекавме со спуштени гаќи, беше дека си купиле карти. Немојте сега, другари, авионот кошта волку или онолку. Вие кажавте дека сте си купиле карти. Купување карти не е исто со и рентање на чартер. Ама сега немате каде, информацијата стана јавна, иако ги контролирате медиумите, односно ги корумпирате, односно они се корумпирани и како такви ги прифаќате, затоа што на тој начин ви се еднакви и можете лесно да ги контролирате. Иако голем дел од медиумите ви се под контрола, сепак информацијата искочи. Денеска секој еден граѓанин е носител на информација. Секоја мрежа може да се расшири. Милиони гледања имаат рилсовите. Милиони гледања. Капиларно до најситните
делови на општеството се спушта информацијата без некои таму национални телевизии со корумпирани директори, собственици и новинари. Затоа нервоза и затоа пак ќе повторам. Од си купивме карти до не е толку поевтин авионот, ама чартере. Криминал е. Лагата ваша дека сте купиле карти. Карти се купуваат у редовна линија. Ако доаѓа специјално авион, тоа е чартер и се плаќа цел авион. И тоа ќе го истражиме. Ништо не ве кошташе да бидевте поскромни. Има ботови ваши, кои што ми пишува, а ти кога беше? Да, ја кога бев, различно беше. Еве ви коска, булдози, да глодате. Јас кога бев во библиотека или во архив, никогаш немало расфрлање на пари. Не сум бил така одамна, пред 20 години во библиотеката, а во државниот архив пред 10 години. Достапни се информациите. Ајде, господине Мицко и сите твои верни булдози околу тебе. Отворете ги сите документации за мене. Да видите дали има репрезентација. Да видите дали има ненаменски трошења. Дури и ревизија државна сум имал во архив. Толкицка беше. Отворете ги сите резултати. Секаде кај што сум потпишувал. Отворете да видиме што е потрошено. За да ви докажам, да ви покажам дека има различни луѓе. Мене кога сум имал подпис, како прв човек во институции кои што биле неовисни со свој буџет, било срам, незгодно и нечовечки да потрошам 100 денара повеќе. Затоа што знам дека има луѓе кои што не можат ни тие 100 денара да си ги дозволат. Има живи луѓе, библиотека, државен архив. Побогу, еве, сите корумпирани новинари, нека отидат таму, нека ги прашаат вработените. Така се прави проверка и компарација. И ве предизвикувам. Отворете ги сите книги. Сите завршни годишни сметки. Да видите што трошеле моите институции и дали трошеле на репрезентација. Ја можам тоа да го кажам. Затоа што никад нити сум живеел за, нити од репрезентација. Нити пак некад би живеел од тоа. За мене е срамота кога имаш под контрола државен буџет. Пари што се зимаат со даноци, огромни даноци од фирмите, ја да си ги трошам како што ќе ми текне и за кој ќе ми текне. И кај ќе ми текне. И колку ќе ми текне. Тоа е разликата меѓу нас и вас. Вие што сте таму сега, сметате дека со вашата послушност и лојалност кон монархот, кој што може да троши колку сака, имате право и вие да трошите нешто помалце, ама да живеете како лојални болјари во системот монархиски на Белата палата. Изникнавте пак како полџави после дожд. Големите функционери, кои што половина беа истражувани за криминали, дел од нив се спогодија, збореа во јавното обвинителство, заштитени сведоци беа само за да не ги затвараат, дел осудени. И сега, вие авторитети, ова било новото ВМРО. Не бе, вие сте само искусни, дека треба да ќутите, за да лапате и вие од ова торта, голема торта од 6,5 милиарди. И ова нема крај. Значи имам толку многу материјал, но тука ќе завршам. Само уште нешто ќе кажам. Ќе ви се удри од нос тоа што давате паркинг во најголемиот болнички центар во Македонија на фирма од Албанија за 1% од профитот или обртот. Се едно. Значи за трошка давате на фирма. Прво е за мене спорно, што е од странство. Второ, затоа што фирмата е спорна, има корупција невидена, тоа имаше во четвртокот објавено во тешки муабети. Наместо да градите вие, наместо тие 6,5 милиарди нешто да се врати назад, да се гради со трајен интерес и трајна вредност
за заедницата, вие давате на фирми од странство. Па случајно ли е министерот албанец и фирмата од Албанија? Ја мислам дека не е. Вашата ароганција ќе ви се удари од глава. Народот гледа. Јасно ми е дека сметате дека сте многу појаки од другите партии. Супер. Ако на народот му се допаѓа да плаќа 1 евро на сат во клинички центар, паркинг, кој иде ради мака таму, а 99% од парите одат во Албанија, окей, супер. Но ја мислам дека народот гледа и не му е баш мило што правите. И ќе биде на првиот тест прилично сериозно различна бројката од тоа што вие мислите дека ја имате во джеп. За жал, Македонија не успеа во 33 години да изгради политичка елита на која што ќе биде срам и незгодно од сопствениот народ. Не успеавме да создадеме политички првенци кои што ќе бидат привилегирани малку, ама во интерес на народот. Создадовме мали политички богови кои што тоа стануваат поради лојалност и молчење, а не поради квалитет. Принципот на негативна селекција кулминира. Ја не гледам ниту еден стабилен политичар во државата. Не гледам ниту еден политичар кој што, ако не го истресе жвака, нема да му испаднат марки, долари, евра, корупција од сите джепови. Сите си ги приватизираат позициите, фотелите, кабинетите, па еден од нив дури и татко му го најмил да му биде редар во министерството. Тој што гради пирамиди, односно со пирамиди што гради настрешници. Ама вчера падна настрешница. Bad omen или лоша среќа. Знаете, паѓањето на настрешницата кај вашите газди, овие што се над вас во меѓународната пирамида кон Орбан, во Нови Сад паѓањето на настрешницата дефинитивно ќе заврши кариерата на еден од газдите ваши. Паѓањето на настрешница тука, во време кога нарачувате настрешница од 500.000 во приватизираното и приватно Министерство за надворешни работи, е лош знак. Во скоро време ќе се види тоа. Ова беше 81-та епизода на Cyber Команда. Никогаш не заборавајте дека за се што ви се случува или ни се случува, виновни сме ние самите. На крај, мал додаток, бонус дозволете, затоа што сметам дека е пригодно. Погледнете ја последната епизода и што, каде што на еден убав сликовит начин ќе ви представиме оваа недела на изворедни интергалактички напредоци и признанија на нашата огромна, голема и многу битна државна политика. Недела, нови случувања и нови теми за разговор. Добро дојдовте во новата епизода ни и што? Темите се: турскиот председател ни соопштува нови македонски политики, скандалозна изјава на министерката за финансии, никој не знае каде иде државата, а уште помалку дали ќе стигне. Да ја отпочнеме епизодата со свежи вести. Македонија ја призна палестинската држава. И ние не знаевме за оваа промена во политиките, ама очигледно турскиот председател располага со информации за Македонија кои што ни македонците ги немаат. Пред да го гледаме инсертот, да објасниме. Премиерот Мицковски беше на посета во Турција, каде што одржа средба со председателот Реджеп Тајп Ердоган, што на прв поглед е далеку од лошо. Впрочем, ова е првата вистинска средба со важен државник кој е остварил нашиот премиер. Но се разбира, не може да помине ден без некако да се посрамиме како држава. После средбата на пресконференцијата Ердоган го изјави следното. И заедно со нашиот пријател Мицковски говоревме за Украина и за Газа, говоревме за регионалните и за универзалните стратешки проблеми. Понатаму во Палестина имаме заедничко мислење да се формираат две држави. Сега, каде е проблемот?
ЕПА, решението со две држави или познато како Two-State Solution, што според Ердоган, нашиот премиер, го поддржува, не само што е против политиката на Израел, држава со која што имаме повеќе децениска соработка, партнерство и одлични дипломатски односи и држава која што го има најсилното лоби во Америка и е една од највлијателните држави во светот. Туку и идолот на нашиот премиер, господинот Трамп, е стриктно против тоа решение. Сега, прашањето е, дали премиерот си земал за право да промени важен дел од надворешната политика што има огромни импликации за односот на стратешки партнери на Македонија како што се САД и Израел, без при тоа да каже на својот народ, а не пали да дозволи простор за јавна дебата. Или можеби само премиерот го менува ставот за такви теми во зависност од тоа со кој ќе седне и си дозволил да излаже за таква политика со намера да се удвори на Ердоган, мислејќи дека нема да го издаде после пола саат на пресконференција. Во било кој случај, ваков инцидент не може да биде добар за нашиот однос со Америка и администрацијата на Трамп, за која што нашиот премиер даде се од себе за да импресионираме. Па дури и коспонзориравме резолуција во Обединети нации која што беше најстрого отфрлена од цела Европа и сите наши стратешки партнери. Се разбира освен САД. За на крај, Трамп да се договори со Украина да земе пола од нивните рудници за да продолжи да ги штити. В суштина ние бевме алатка со еднократна употреба за Трамп да ја рекетира Украина. Оваа мала адхок авантура на владата не чинеше многу во очите на Европската унија. Со загрижени повици од дипломати и дури опомена од полскиот амбасадор Мариуш Бримора. Да слушнеме. Делиме заедничка иднина и се соочуваме со итни предизвици кои што можеме само заеднички да ги надминеме. Во тој поглед, клучните европски вредности и принципи е клучно. Тоа е нешто што особено ќе сакам да го подлечам денес, особено во светло, во контекст на гласањето во Обединетите нации и резолуциите во Обединетите нации што предизвика реакции на амбасадорот на земјите членки на Европската унија овде. Акциите се погласни од зборовите. Делата говорат најгласно. Колку и да тврдите дека се држите до европскиот пат, сепак вашите дела го покажуваат спротивното. Ама централниот проблем не се политиките, туку фактот што си земате за право да носите огромни одлуки и потези кои што носат огромни импликации за Македонија и нашата иднина, без при тоа да го прашате народот или било кој во државата. Ваквиот потек колку ќе чини Македонија не можеме да знаеме, а додека се развива тоа, можеме да ја разработиме новата драма во собранието на Македонија, помеѓу министерката Гордана Димитриевска-Кочовска и пратеничката Славјанка Петровска. Да го погледнеме видеото. Министерка, пред една недела имавте за мене нелогична изјава, кога рековте дека за вас не може да биде логично да купувате грашок од конзерва или дека едно 4-члено семејство треба да конзумира во текот на еден месец 13 литри млеко. Така го потенциравте. Како што за една мајка е важно дали ќе може во текот на цел месец на своите деца да им дава по една чаша млеко. Пратеничке Славјанка Петровска, не можам да кажам почитувана, затоа што за да кажам почитувана треба да го заслужите мојот почит прво. Второ, не очекував од жена која што јавно ја бранев во ситуации кога зборува дека пиела диазепами, вадеа лекарски решенија што уште не, очекував минимум почит. Тој минимум почит требаше да значи дека нема да спинувате, нема да вадите од контекст зборови, туку директно ќе ми го поставите прашањето. Бидејќи се однесувате така како што се однесувате, значи од овој момент ни таа минимум почит ја немам. И прво ќе ве прашам врз основа на што вие ги ставате во уста мајките кои што имаат деца и како вие знаете едно повеќе члено семејство колку треба да троши. Јас сум мајка на 2 сина и многу добро знам колку треба да троши едно 4-члено семејство. Во однос на грашокот, и јас сакам да купам од конзерва, ама не сум сама, 4 члени сме, па мораме да одиме во еден од најевтините маркети да купиме замрзнат грашок. И тоа беше коментарот, а не да купуваме грашоци кои што се поскапи од 100 денари, во иста грамажа, како и оние замрзнатите, кои што се многу помалку од тие 100 денари. Истото, значи, беше искоментирано и во однос на литрите млеко. Некој семејство може троши 18 литри млеко. Меѓутоа има и такво кое што не пие. Бадемовото вас ќе ве го остам, вас ви треба, не на мене. Прво околу почита.
Никој од вас не бара да ја почитувате лично Славјанка, но сакали или не, истата носи функција пратеник во нашето собрание, институција за која што веројатно треба да имате некаква почит. Второ, вие сте ја бранеле Славјанка од коментари и сега очекувате што? Да не ви поставува прашања, да ви ќути во собранието? Очекувате вашиот добар гест да се возврати со сервилност. Вие ако сте одбраниле поради вашите принципи, тогаш не ви очекувале ништо во возврат, ама очигледно сте го направиле тоа за да соберете некој политички поен. И сега, бидејќи Славјанка не се однесува сервилно кон вас лично, ракавиците паѓаат и ќе го спуштиме нивото во собранието. Не ве фати во било кој момент срам за тоа што го кажавте. Ова е навреда директно вперена кон Славјанка. Да не се разбереме погрешно. Славјанка не ја браниме како пратеник или бивш функционер, ниту пак го браниме квалитетот на незината работа. Но вакви директни напади за приватниот живот на пратеничка или пратеник никогаш нема да поддржиме. Дотолку ли немате одговори на прашањата поставени од опозицијата и јавноста што морате да се ослоните на вулгарности и навреди, коментари за кој има, а кој нема деца, бадемово млеко, диазепами и така натаму. Трето и можеби најлошо. Вие сте знаеле како е? Да, вие имате 4 члено семејство, ама сигурни ли сте дека тоа е доволно за да знаете како живее обичниот народ? Велите дека поради тоа што сте 4 члено семејство морате да купувате од најефтиниот грашок. Сега министерке, да ве прашаме, како тоа со плата од 115.000 денари знаете како живее обичниот граѓанин? Тоа е само основица, без бонуси, патувања и така натаму. Тоа се 2000 евро од старт. Дупло од потрошувачката кошничка за едно 4-члено семејство. Веројатно имате и друг прилив на средства во фамилијата. И еве да речеме дека вашиот сопруг заработува просечна плата од 43.000 денари. Тоа се месечно 158.000 денари или околу 2600 евра минимум. Прашањето е, вие со такви примања, ако треба да се устручувате да купувате од најефтините маркети смрзнат грашок, тогаш како може да преживеат други семејства со само 60.000 денари? Размислете, министерката со примања од минимум 2600 евра месечно, а веројатно и многу повеќе од тоа, ни кажува на нас како треба да ги трошиме нашите пари, па дури на крај се жали дека она знаела колку е тешко. Народот по социјалните мрежи си го искажа своето мислење на темата. Колку и да се обидуваат да ги бришат коментарите, сликата во јавноста е чиста. И би си рекле дека после ова министерката би имала доволно човечност да се извини. Да видиме што кажа на пресконференцијата во влада. Да, во однос на ова прашање, мислам дека и вчера бев многу јасна, но еве денес да го заокружиме, јас очекувам со ова за мене да биде затворено. Значи, веќе изразив жалење за целиот контекст, но и самите сте свесни дека народот има поважни теми од лажната тема која ја создаваат за дефокус. Немам никогаш намера да навредам никого, напротив. И таа самата го знае тоа. Ама вака и чини сега да изиграва жртва. Откако се искоординирале, па прават тема од ова, бидејќи колку што можевте да заклучите, додека дискутиравме во собранието, реакции немаше. Им требаше време да се реорганизираат, да размислат, да видат и да дефокусираат. Но секако повторувам, ниедна туѓа навреда кон мене нема да ме воволече да навредувам и да возвраќам со навреди. Ова се ќе помине и за мене е најважно да останеме луѓе и да помагаме на луѓето колку што можеме. За мене темата, како што ви кажав, е затворена. Предмет сум на лажни изјави, соопштенија по социјалните медиуми веќе со месеци. Во ниту еден момент не ме слушнавте да излезам и да се пожалам за нешто. Така што за мене оваа тема е затворена. Ова прашање, изборот прашање во големи наводници го ставаме тука, бидејќи министерката го чита својот одговор, а предпоставувам дека сите знаеме дека на вистинско поставено прашање не може да има веќе припремен одговор. Епа нова прашање одговара со негирање, без да се извини или да покаже грам жал. И на крај дава наредби кон медиумите да се заврши оваа тема. Епа министерке, простете, ама ние стварно не знаевме дека вие одлучувате која тема смее и колку долго смее да се збори. Така да, од сега понатаму ќе се советуваме со вас. Да почнеме со првиот совет уште сега. Дали смееме да збориме за сметките кои никна од кога бевте во опозиција? Сметките од 100.000 денари потрошени на кафани и кафичи за јадење и алкохол. Тие истите со ваш подпис и подпис на сегашниот премиер Мицковски. Дополнително, дали сега трошете повеќе или помалку на репрезентација? Дали тоа е причината зошто не ги давате трошоците од многуте авантури во Америка? Очекуваме одговор од вас, дали смееме да отвориме оваа тема и дали смееме да ги поставиме овие прашања. А до тогаш чекаме на вас. Така што за мене оваа тема е затворена.